Сега накратко ќе зборуваме за компјутерскиот EAM софтвер кој изготвува градежен модел врз основа на потребите за енергетска ефикасност на одреден објект и зависно од стандардот DIN 18599. Компјутерскиот софтвер со кој се одредуваат енергетските барања и мерки за енергетско градење и реконструкција го има следниот пристап: зонирање на објектот, барања за стандардни употреби со периоди на употреба и неупотреба, вклучување на подготовка на воздух со користење на системите за климатизација, разгледување на подвижна заштита од сонце, вклучување на осветлување, меѓусебни ефекти на енергетски текови и комбинирано сметководство, разгледување на емисијата на топлина и апсорбција во дистрибутивните системи во врска со просторното урамнотежување. На овој слајд прикажано е шематски кои се проблеми со енергетски барања се земени во предвид при пресметките и тука секако спаѓаат машинските системи за климатизација, грејење и ладење, топлотна спроводливост, генерираната топлина и топлинските загуби, како и вентилацијата и трансмисијата на топлинска енергија во еден објект. За почеток, проектот, односно градежниот модел на кој ќе се работи, се сочувува во базата на податоци од софтверот, односно компјутерот. Понатаму се забележуваат основните податоци за објектот, видот на објект, неговата функција, намена, градежните карактеристики и основните геометриски димензии. Се продолжува со внесување на сите градежни компоненти кои се дел од пресметковниот процес за енергетски барања. Сите ѕидови, меѓукатните конструкции, подовите и таваните, отворите, како и конструктивните детали каде се јавуваат топлински мостови. Сите градежни компоненти се дел од стандардниот систем на материјали со соодветни специфични карактеристики, специфична топлинска спроводливост и густина на материјалите. Понатаму следува исцртување на геометрискиот модел на објектот, архитектонски, како што навистина постои во 3 димензии. Ова исцртување на објектот е познато за архитектите и за повеќето градежни инженери и е слично на исцртувањето на проектите во софтверите за архитектонско проектирање. Во 3 димензии тоа е така наречено BIM исцртување. Тродимензионалното реално BIM исцртување значи дека истовремено се цртаат градежните елементи со сите своји реални димензии во просторот. Визуализираниот објект треба да е еднаков на реалниот објект кој се реновира или на изгледот на новопроектираниот објект. За секоја просторија одделно постои пресметка за подната и таванска површина, како и за површината на обвивката на објектот. Софтверот дава податоци не само за бруто и нето површина на градежната обвивка, туку и за корисниот волумен во сите простории одделно. Во софтверот се внесуваат и податоци за соларната температура и годишните разлики во температурите, зависност од локацијата и државата каде се наоѓа објектот. Софтверот ги содржи сите прописи и стандарди кои се усвоени за пресметка согласност ЕВНЕФ регулативата. Пресметките се вршат зависно зоните на објектот во однос на страните на светот за одреден период во годината. И во согласност со енергетските барања за соодветно годишно време. Зонирањето е стандардизирано и се врши на следниот начин. Една зона се состои од простории или процентна површина на објектот, дефинирана со гранични услови за употреба, температура, вентилација, осветлување. Граничните услови на користење може да се најдат во стандардот DIN 5 18599/10. Една зона е опремена со најмалку еден тип на регулација: грејење, ладење, вентилација, навлажнување, осветлување и снабдување со топла вода.
Барањата за корисна енергија за грејење и ладење во секоја зона, без разлика дали се загрева или лади, мора да се утврди одделно според стандардот DIN 5 18599/2. Понатаму, една зона може да биде опремена со сите видови на регулација, грејење, ладење, вентилација, навлажнување, осветлување или само со еден вид на регулација, например осветлување. Простории кои имаат најмалку еден вид на регулација се климатизирани простории. Зона со најмалку еден вид на регулирање е климатизирана зона. Област на снабдување, грејење, топла вода, вентилација, ладење, осветлување и така натаму се состои од делови на зградата кои се обезбедени од страна на истиот вид на климатизирање. Областа на снабдување може да се протега низ неколку зони. Една зона може да вклучи неколку области на снабдување. И на крајот, доколку е потребно, се врши дополнителна поделба на областите кои се групирани заедно според нивната употреба врз основа на дополнителни критериуми за зонска поделба. Просториите ќе бидат групирани во зона ако можат да се поврзат со профилот на употреба и ако постојат истовремено дополнителни критериуми за зонска поделба без ограничување. Важно е да се знае дека критериумите за зонска поделба треба да се променат откако областите за кои станува збор се поврзани со профилите на употреба. До 3% од вкупниот простор на објектот може оправдано да се додаде на области од други зони, доколку внатрешните оптоварувања на овие зони не се значително различни. Површината со еднаква употреба ќе биде дополнително поделена ако специфичните карактеристики на објектот или системот се разликуваат до таква мера што е потребно посебно сметководство на билансот на деловите за грејење, климатизација и осветлување. Понатаму е даден пример на зонирање на една административна зграда. Ова е основата на приземје на зградата, каде што се јавуваат 3 зони. Со плаво е означена собата за сервер, која што е посебна соба, со црвено се означени зоните кои ги опфаќаат ходниците и коридорите, а со жолто се означени собите кои што се остави или служат за различна технологија и се посебна зона. Карактеристичниот кат на административната зграда е зониран на следниот начин. Со плаво е означена хала, со црвено се означени канцелариите, а со зелено се означени зоните каде што се наоѓаат санитариите. Жолтата боја повторно ги представува коридорите и ходниците. И последниот кат од административната зграда е зониран на следниот начин. Плавата боја ја означува библиотеката, светло-плавата боја е зона во која што е собата за состаноци, жолтата боја овој пат ги означува канцелариите, зелената се санитариите, а светло-жолтата боја се зоната со коридори и ходници. На крајот е дадена табела на просториите според нивната функција, односно така наречено преддефинирани типови на употреба во зависност од зонирањето на објектот за енергетска ефикасна пресметка. Сега накратко да објасниме што е тоа енергетски сертификат или енергетски пасош. Системот за енергетско сертифицирање на објектите во Европската Унија е воведен со Директивата за енергетски карактеристики на зградите од 2009 година. Директивата за енергетски карактеристики на зградите од 2010 година има за цел да го воведе градежниот сектор низ стандардите за енергетска ефикасност и да ја зголеми употребата на обновливите извори на енергија. Енергетскиот пасош игра водечка улога во овој процес со тоа што ги информира потенцијалните сопственици или станарите за енергетските карактеристики на посебните единици, апартманите или канцелариите, или пак за енергетските карактеристики на целата зграда, а истовремено овозможува и споредба на објектите во смисла на енергетска ефикасност. Енергетскиот пасош содржи сеопфатна енергетска ефикасност на објектите.
и тоа балансирање на енергетските барања во објектите, карабина, систем, вентилација, климатизација, осветлување, понатаму минимални обврски за енергетски барања во новите објекти, односно издавање на енергетски сертификат за изградба, продажба или изнаемување на објектите, односно становите, вклучувајќи препораки за модернизација, редовна инспекција на котлите и системите за климатизација и имплементација во земјите членки до 2006 година. Пресметката на вкупната енергетска ефикасност на објектите се врши во согласност со националните методи кои ги земаат в предвид најмалку граничните состојби, и тоа термички карактеристики на објектот, и ова може да вклучи и густина на воздухот, системи за грејење и снабдување со топла вода, вклучувајќи податоци за изолацијата, системите за климатизација, вентилација, интегрирано осветлување, главно во објекти кои не се стамбени, локација и ориентација на објектот, вклучувајќи ја и надворешната клима, пасивно соларно-термални системи и заштита од сонце, природната вентилација и внатрешните климатски услови, вклучувајќи ја планираната внатрешна клима. Тоа се однесуваше на постоечките објекти. Во нови објекти со вкупно употребна површина од над 1000 метри квадратни, економската оправданост на алтернативните системи треба да се испита. Активни соларни и термални системи базирани на обновливи енергии, производство на електрична енергија базирано на обновливи енергии, централно грејење и централно ладење, топлински пумпи под одредени услови. За системите за климатизација кои што имаат моќност поголема од 12 киловати, потребни се и задолжителни и редовни инспекции, при што се проверуваат перформансите на системот и нивната ефикасност. Годишна проверка на компонентите е очекувана од страна на експерти и проверка на системот на секои 6 месеци е исто така очекувана од страна на специјализиран инженер за тоа. Разгледувањето на вкупниот биланс, сеопфатните минимални барања, брзина на воздухот, контрола врз основа на потрошувачка и обновување на топлина. Во новите и постоечките објекти е тоа се задолжително само ако постои значителна промена и над 1000 метри квадратни. Издавањето на сертификати за сеопфатна енергетска ефикасност се однесува на следното. Земјите членки водат сметка во случај на изградба, продажба или изнаемување. Моменталниот сопственик мора да го покаже сертификатот за сеопфатна ефикасност на сопственикот, потенцијалниот купувач или закупец. Сертификатите треба да бидат издадени од страна на квалификувани и овластени експерти на независен начин. Контролата се врши од страна на поединечни земји членки. Кога е потребен сертификатот? За нови објекти, при продажба на постоечки објекти или станови, за ново изнаемување или лизинг, кога се планира реновирање и за аплицирање за субвенции и грантови. Кога не е потребен сертификатот? Кога сопствениците на објектите сами го користат имотот, објектите се помалку од 50 метри квадратни употреблива површина и за спомениците и културно-историски. Енергетските пасоши треба да извршат влијание во овозможувањето на добри карактеристики на енергетска ефикасност на објектите и висок удел на енергија од обновливи извори, со што објектите ја намалуваат својата пазарна вредност и на тој начин сопствениците се поттикнати да ги реновираат своите објекти. Оваа директива во себе содржи и барања за рекламирање од страна на агентите на недвижности, задолжително обезбедување на препораки за подобрување на енергетските карактеристики и обврска за јавно прикажување на енергетскиот пасош кај јавните објекти кои се под надлежност на власта или се во јавна сопственост. На дијаграмот се прикажани два објекта кои треба да се реконструираат и како протекува нивната сертификација. Например, за објектот кој има 1 до 4 стамбени единици и е
Како е прикажано изграден пред 1 ноември 1977, услов бил да се обезбеди енергетски пасош до 1 јануари 2009 година. За објектите кои биле ново изградени од 2 февруари 2002 година, веќе постоела обврска за изготвување на енергетски пасош за енергетски потреби и заштеди на објектот. Секогаш постои разлика помеѓу енергетските барања на објектот и потрошувачката во реално време. Тоа зависи од навиките на корисникот. Пресметката е врз основа на просечен човек по метар квадратен. Навиките за вентилација, колку често се вентилира, колку долго се вентилира, колку прозорци има објектот, колку лошо еден објект е изолиран, особено во старите објекти каде што постои недостаток на изолација и тоа е поголем отколку во пресметките. И во однос на внатрешната температура, пресметката е секогаш за 19 целзиусови степени, но секогаш се дава по степен повеќе плюс 7% потрошувачка. Иако некои податоци се обврзни, искуствата со изготвување на енергетски пасоши укажуваат на различни проблеми и недостатоци. Податоците за потрошувачка на топлина и електрична енергија во објектите кои се стамбени се задолжителни за 3 последователни години. Потрошувачката на електрична енергија може да се пресмета само за инфраструктурата. Сигурни информации за квадратурата се обавезни. Информации за празните простории. Информации за производство на топла вода, вклучена во вредностите за потрошувачка. Различни така наречени стапици, како што се конверзии на гориво. Тоа се препорачани мерки за услов, делумно врз основа на податоците од ЕНЕФ пресметката, особено во случај кога се работи за обнова и реновирање на градби.